Почитувани ученици, добар ден! Видеочасот е наменет за ученици од 6-то оделение, а темата е прилошки определби. Што ќе научите? Да умеете да ги препознавате прилошките определби. Да умеете да ги применувате прилошките определби за место, време, начин и за количество во вежби. На почетокот ќе ја разгледаме следнава реченица. Марија учи. Ова е проста реченица, составена е од подмет и од прирок и е целосна реченица. Но бидејќи јазикот има различни начини да го покаже своето богатство, простите реченици се прошируваат со различни додатоци и се добива нова реченица. Со помош на додатоците, реченицата се проширува, се збогатува, а тоа е и главната цел на јазикот. Ваквите додатоци, кои даваат податоци за околностите во или под кои се вршело, се врши или ќе се врши глаголското дејство, изнесено со прирокот, се викаат прилошки определби. Ги изделуваме следниве видови. Прилошка определба за место, прилошка определба за време, прилошка определба за начин, прилошка определба за количество, кои ќе ги изучуваме во 6-то оделение, а има и прилошки определби за причина, за цел, услов и за допуштање, кои ќе се изучуваат во погорните оделенија. Реченицата Марија учи можеме да ја прошириме со примена на прилошките определби. Пример. Марија учи во својата соба. На прашањето каде учи Марија? Со одговорот во својата соба ја добиваме информацијата за местото на вршење на дејството искажано со прирокот. Оваа информација ја добиваме со примена на прилошката определба за место, која одговара на прашањата каде, до каде, на каде. Еве уште еден пример. Децата играат во училишниот двор. Каде играат? Во училишниот двор. Реченицата Марија учи во својата соба ќе ја прошируваме и со другите прилошки определби. Па така имаме пример. Денес Марија учи во својата соба. На прашањето кога учи Марија? Со одговорот денес ја добиваме информацијата за временските околности на дејството. Затоа ја користевме прилошката определба за време, која одговара на прашањата кога, од кога, до кога. Еве уште еден пример. Тоа утро бев среќна. Кога бев среќна? Тоа утро. Продолжуваме со проширување на реченицата. Денес Марија учи внимателно во својата соба. На прашањето како учи Марија? Одговорот ќе биде внимателно. Така го откриваме начинот на изведување на дејството во реченицата. Ја користевме прилошката определба за начин, која одговара на прашањето како. Следен пример. Успеа без многу напор. Како успеа? Одговорот ќе биде без многу напор. Ќе искористиме и последната прилошка определба за проширување на реченицата. Пример. Денес Марија учи
многу внимателно во својата соба. Ќе го поставиме прашањето колку внимателно учи Марија? Одговорот ќе биде многу. Со зборот многу, со која проширивме реченицата, се определува колку и во која мера се вршело дејството. Ова е приложка определба за количество и одговара на прашањето колку. И во следниот пример ја имаме истата приложка определба. Вреќата тежеше 10 килограми. Колку тежеше вреќата? 10 килограми. Денес учевме 4 приложки определби. Да повториме. Приложка определба за место, која одговара на прашањето каде, приложка определба за време, одговара на прашањето кога, приложка определба за начин, одговара на прашањето како, приложка определба за количество, одговара на прашањето колку. Во продолжение следат вежби, затоа што знаењата не се знаења, ако не се применат во практика. Првата вежба гласи: проширите ги простите реченици со две приложки определби по избор. Дождот врне, децата јадеа торта, купив леб и млеко, се радувам на честитката. Втората вежба. Определи го видот на приложката определба со следниве реченици. Во петокот имавме писмена работа. Пред куќата имаме убав двор. Вчера купив топка. Томе брзо ја напиша домашната. Марија зборува гласно. Секое лето одиме во Охрид. Си искачувавме бавно кон врвот. Користете тетрадка и молив и внимателно одговорете на поставените прашања. Ви посакувам успех во работата. До гледање!